Изборите идват и отминават. Изборите доаѓаат и си заминуваат, но интересите на граѓаните остануваат непроменети, а тие се во мир и во благосостојба да ги одгледаат своите деца и внуци. Тоа е нашата порака и за нас и за нашите македонски колеги. Ова денеска во Скопје го порача спикерот на Народното собрание на Бугарија. Росен Желјасков е првиот високо позициониран бугарски политичар што доаѓа во земјава откако политичката ситуација во Софија се стабилизираше и се формираше релативно цврста влада. Посетата на претседателот на бугарскиот парламент доаѓа во период на неизвестност околу процесот на уставни измени, кој е блокиран зашто ја нема поддршката од опозицијата. Тоа го нотираше и самиот Желјасков, кој се надева дека во македонското собрание ќе надвладеат разумот и политичката волја. Јасно е, че има мнозинство, то не е достатъчно в момента. Јасно е дека има мнозинство, но тоа во моментов не е доволно. Но како што беше споделена една мисла, државниците мислат за наредните поколенија, а политичарите мислат за наредните избори. Позицијата на Бугарија е дека нема алтернатива за приемот на Северна Македонија во Европската унија. Верувам дека разумот и политичката волја ќе надвладеат и уште оваа година ќе имаме можност да видиме почеток на преговори. За нас е исклучително важно Северна Македонија и Албанија заедно да одат по тој пат. Повика на градење доверба, справување со говорот на омраза, но и не заборави да побара запазување на правата на бугарската заедница во Северна Македонија. Чекорите што треба да се преземат според Желјасков се заради заедничка европска иднина на нашите народи. Неговиот домаќин Талат Џафери само кусок ги спомна уставните измени, процес кој од август е во статус-кво ситуација. Го информирав претседателот Желјасков дека во тек е завршувањето на фазата на скрининг на нашето законодавство, а во процес сме и на промена на уставот, зашто ни е потребно обезбедување на двотретинско мнозинство. Џафери ја прекина седницата на која требаше да се гласа за пристапување кон измена на уставот, што е првата фаза од процесот за која е потребно двотретинско мнозинство. Втората етапа е утврдување на нацрт амандманите и за тоа е доволно мнозинство од вкупниот број пратеници или 61. Третата, конечна фаза е усвојување на амандманите и за тоа повторно неопходно двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласови. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.